Кај нас тука во градот за прв пат се организира ваква вежба. Клубот наш е веќе 7-8 години активен на европските спасителни акции и конгреси за спасување, обуки, семинари. Решивме сега да направиме една ваква вежба кај нас, показна, за спасување од 13 катницата. Ова сценарио вклучува спасување од 13 катница, каде што на половина од зградата веќе пожарот е зафатен, се шири и стасана е до 7 спрат. Но на 7 спрат се забележани две дечина мали, кои што се останале внатре. Нашата задача е да пристапиме од покривот, да се спуштиме до 7-миот спрат и да ги извадиме двете дечина. Едното дете не е во состојба на подвижност, а другото можеме да ги извадиме. Затоа тука применавме едно спасително носило и со спелеолошки појас ги слегуваме двете дечина. На ниво на држава тука се дирекцијата заштита спасување и Министерството за внатрешни работи. И секако неколку горски спасителни служби, но од кај нас тука во Прилеп се уште немаме, но се надеваме дека ова ќе биде еден поттик за поддршка за да основаме една спасителна служба кај нас. Колку членови учествувавте во оваа вежба? Во оваа вежба учествувавме 16 членови, бевме поделени во 4 тима. Тука имаме симулација на базен камп, каде што пренесувавме во живо тоа што го работиме горе. Имавме еден тим кој што ги спасува децата, еден тим за поддршка на јашето и уште два тимови горе кои што го осигуруваат носилото и повреденото лице. Фокусот најмногу треба да внимаваме на трењето на јажите, каде ги поставуваме нашите сидришта, колку и каква опрема ни треба поради тоа што секој објект има различни елементи, различна техника користиме. Ова техника сега која што користиме е single rope техника на единечно јаже, која што е најпространета низ целиот свет, потекнува од Франција и се користи за сите спасителни акции, дали за горски служби, спасување во пештери, за буквално секаков вид на акција. Ние во изминатиот период веќе имавме контакти со тимот за спасување и веќе технички го подготвиме и договорот кој ќе биде подпишан во наредни денови за да влезе тимот во републичките сили на Дирекцијата за заштита и спасување на Република Северна Македонија. Поддршката ќе ја имаат сите тимови, значи што не било пракса до сега, а ќе ја имаат сите тимови кои се спремни да влезат во републички сили на Дирекцијата за заштита и спасување. Јас еве апел до сите кои имаат, кои се ентузијасти, кои имаат волја да се вклучат во вакви тимови, кои имаат формирани тимови, слободно да се јават во Дирекцијата за заштита и спасување и да направиме еден респектабилен систем на волонтери, односно вакви екипи кои ќе помогнат во вакви ситуации.